Бизнисот апелира до владата да биде внимателна при евентуална енергетска помош и таа да биде насочена само за фирми кои нема да можат да ја поминат зимата. Владата треба да има критериум колку учествува струјата во вкупните трошоци, но и колку учествува струјата во вкупната добивка, се огласија денеска од компаниите. Оние компании кои струјата ја користат само за осветлување, нивното учество во цената на производот или во вкупните трошоци се мали. Ако тоа учество е до 10% со 5 пати поголема цена на струјата, вие веќе имате 50% и тука се отвора прашање за опстанок. Велат од Организацијата на работодавачи. Доколку владата не најде на разбирање за ова барање, кај оние компании кај кои струјата драстично учествува во технолошкиот процес, сигурно ќе морат да затворат. Нивните производи нема да го издржат тој товар или тоа покачување на цените, сметаат стопанствениците. Како образложение за ова, бизнисмените ги наведуваат мерките на дел од државите од регионот и пошироко кои на своите домашни компании им обезбедиле поевтина струја и на тој начин нивните производи се поконкурентни од оние кои се произведуваат во македонските фабрики. Во ваква состојба поисплатливо е фабриките да не работат 3 месеци, работниците да бидат на принуден одмор и потоа од пролет повторно да ги отворат погоните. Размислуваат работодавачите. Според Бранко Азиски, председател на стопанските комори на Македонија, владата досега за стопанството не направила доволно поради што има и последици. Владата долго време тактизираше со тоа што даваше предност на домаќинствата. Ние цело време кажувавме дека домаќинствата и луѓето се дел на работниот процес кај нас во бизнисот и мислам дека сега е доволно фокусирана да изнајде некакво решение, какво ќе видиме идната недела која ќе го соопшти како пакет. Опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски, кој на темата енергија денеска имаше средба со Азиски, состојбата е многу полоша отколку што изгледа, вели. Струја има. Прашањето е дали имаме ние доволно пари да ја купиме таа струја. И енергетската криза во еден момент ќе стане економска криза. Јас пресметав и тоа го образложив на овој состанок дека под услов да работат 3 блока во Рек Битола, да работат 2 турбини во Неготино, хидроцентралите и ТЕЦ Осломе, ние дневно во одредени периоди ќе трошиме по половина милион евра за набавка на електрична енергија која што ќе недостасува.